Почитувани, грижата за земјоделците и земјоделството останува еден од врвните приоритети на владата предводена од премиерот Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз. За тоа сведочи мерката зелена нафта, која е една од најзначајните мерки која ја ветивме за земјоделците и ја остваруваме во континуитет веќе трета година. Како одговорна власт го субвенционираме најголемиот трошок во земјоделското производство, а тоа е нафтата за земјоделската механизација. Оваа година, како и лани, државата субвенционира 50% од трошокот за нафта, што на земјоделците им дава можност да точат гориво за цена која е половина поевтина од пазарната. На над 40.000 земјоделци, или точно 40.620 земјоделци, ќе добијат картички за зелена нафта, а вкупната вредност на оваа мерка е 200 милиони денари или близу 3,2 милиони евра. Ова се сериозни средства кои завршуваат назад кај земјоделците, токму во време кога имаат најмногу активности на поле. И покрај сите предизвици предизвикани од пандемијата од COVID-19, успеавме да го заштитиме земјоделскиот сектор. За нас зборот е збор и успеавме да исполниме се што ветивме пред граѓаните. До сега исплатени се околу 84% од предвидените средства за субвенции, а започната е и распределбата на картичките за зелена нафта низ целата држава. Дадовме ветување дека до 2024 година висината на поддршката за зелена нафта ќе достигне 100% од трошоците и тоа ќе го реализираме. Инвестициите ќе продолжат со засилено темпо и во наредниот период за да бидеме конкурентни на светските пазари и за да можеме партнерски да го делиме постигнатиот успех. СДСМ и понатаму продолжува да го трасира патот кон развиено земјоделство и подобрени услови за земјоделците. Благодарам.